Африканските температури кои метеоролозите ги најавуваат се многу ризични за сите и не треба да се потценат ниту еден момент. Соодветна заштита им е потребна на сите. Во однос на најавените високи температури кои што ги очекуваме во наредните денови, секоја година ги даваме истите препораки на нашите пациенти кои што вклучуваат да избегнуваат изложување на директните сончеви зраци во периодот од 11 часот до 17 часот попладне, да носат лесна, памучна, пријатна облека на себе, да се хидрираат, односно да внесуваат доволни количини на течности и секако да ја земаат хронично болните препишаната терапија. Иако ризикот им е познат на сите, сепак има неодложни обврски и работи и треба да се завршат. Како граѓаните ќе се заштитат во вакви прилики? И јас задолжително носам само капа. А па другото, отидам до чаршија поранко, додека е поладно, врнам се и тука дојдеме на сенка, до 1 сат седеме на сенка и на ладна вода. Капата е основно, а не е лошо и чедар да се носи. Заради заштита од сонцето. Кажува дека ќе биде многу топло. Да. Така. Добро, а дали би искористиле секој момент да бидете во сенка, например? Претежно гледаме да бидеме на сенка, ама сакаме и сонце малку да прошетаме, да не бидеме се врзани. Во ризичната прва категорија се старохронични болни, бремени жени и децата, посочува доктор Димитровски. Старите лица се најризичните, кај овие пациенти секако знаеме дека постојат голем број на коморбидитети, односно болести кои што веќе ги имаат. Најглавна препорака која што ја даваме да ја примаат редовната терапија, доколку почувствуваат некои симптоми да се јават кај својот матичен лекар. Најголем ризик носат хронично болните и секако кај овие пациенти препорачуваме да ги избегнуваат жешките температури, да седат под сенка, доколку не мора да излегуваат во оној период кога е најтопло, да бидат во своите домови кои што ќе бидат климатизирани. Секако, кај пациенти кои што се на терапија за покачен крвен притисок, често се случува во летниот период поради топлото време и поради тоа што губиме повеќе течности да доаѓаат до епизоди на хипотензија, односно намален крвен притисок, па поради тоа кои овие пациенти понекогаш советуваме и редукција на препишаната антихипертензивна терапија. Во однос на бремените жени, препораките се како и кај другите здрави луѓе со тоа што треба да внесуваат доволни количини на течност и секако да избегнуваат излегување во топлите часови. Што е со децата? Децата исто и кај нив важат овие препораки, значи да се хидрираат, да внесуваат овоше, да внесуваат зеленчук и да ги избегнуваат игрите во жешките попладневни часови. Надпросечните високи температури се очекуваат од утре и ќе се задржат во наредните неколку дена. Под влијание на топол бран следува период на стабилно и многу топло време со дневни температури во поголемиот дел од земјава над 35 степени, а утринските во Скопје и во јужните делови нема да се спуштат под 20 степени. Особено топло ќе биде во четврток и петок, кога наместа температурата ќе надмине 40 степени и ќе биде активно портокалово ниво на опасност од високи температури. Информираат од Управата за хидрометеоролошки работи.